Во Тетово денес беше отворен вториот фестивал на медот насловен Сладките денови на Тетово 2019. На штандовите на градскиот плоштад производителите на мед и пчелни производи, како и на пчеларска опрема, денес и утре ги изложуваат своите производи пред заинтересираните граѓани. Значи, денешната активност, Сладките денови на Тетово, така е именуван, како што знаете, веќе втора година се реализира. Се гледа дека имаме напредок токму во тој процес на реализација. Сакам да се заблагодарам на иницијативата, значи на Сдруженијето, водено од господинот Дикена, затоа што мислам дека со нивната иницијатива нас ни беше многу полесно и по импресивно да можеме да ја поддржиме како таква. Денеска гледаме дека имаме многу пчелари од целата наша земја и со тоа мислам дека и ќе се мотивираат, но исто така една голема можност и своите продукти да ги продаваат, имајќи го предвид фактот дека имаме повеќе население во градот отколку например другите месеци во годината. Многу ми е мило што годинава по втори пат се организира фестивалот на медот Сладките денови во Тетово. Еден фестивал што целта е промоција на пчелата, медот и производите од мед. Иницијатива што од почеток беше поддржана од општина Тетово и Министерство за земјоделство. Ако правиме некоја статистика од првиот фестивал и вториот, гледаме дека овој пат многу сме се растени. Тоа ни докажува дека Тетово има потреба за вакви иницијативи, но на другата страна обврска да бидеме посериозни и поуспешни во наредните организации. Колку учесници има и од каде се? Учесниците тоа го фаќа целата географија на Македонија, Тетово, Гостивар, Охрид, Неготино, Пекшево, Скопје, Прилеп, Битол, Куманово, Свети Николе. Производителите на мед од Полошко кои ги изложија производите на вториот поред фестивал на медот во Тетово се надеваат дека саемот ќе прерасне во традиционален, бидејќи представува одлична можност за промоција на медот. Јас сум Владимир Рантовски од село Жилчино, кој пчелар, па веќе со подолго годишно искуство. Значи ова е добар саем, да речем, за нас пчеларите од пред се од Тетовскиот регион, да ги промовираме нашите производи, како што гледате. Она што го работиме цела година, да го промовираме на еден начин, да биде достапно до граѓаните, до оние кои што не знаат, да ги покажеме производите кои што ги нудиме. И пред све да се дружиме, да се најдеме на овој штанд. Инаку манифестацијата е добро организирана. Оваа година имаме излагачи од другите места. Ланската година, кога прва година имаше само изложувачи од Тетовскиот регион, сега има и од пошироко од целата држава. Особено интересно за посетителите на плоштадот беше биомедот, кој всушност е мед добиен на нестандарден начин, односно од дрва и карпи во недопрени предели. Јас сум Сених Браховик, а денеска презентирам мед од карпа, од дрво, од глинана земја. Овој мед е специфичен затоа што е биомед. Овој мед е од разни планини, разни чисти околини, по 30-40 км во планина. И медот е чист мед, произведен од пчела. И саќето е био, и поленот е био, и делови на прополис што има од страна, све е био, значи све е од чиста природа и од чиста околина. Во местата кај што го вадиме медот, претежно идат само ловџии и некои чобани што чуваат крави и овци, значи околината е чиста и овој мед и оваа саќето, поленот, све комплетно се јаде и затоа што е многу здраво. И самото саќе, еден сот да се произведе, пчелата да го произведе, и треба 5-6 кила мед. 5-6 кила мед да го излачи сатната основа. Затоа е многу здрава оваа сатна основа. Јас сум можеби единствениот во Македонија што работи со биомед, што иде низ Македонија да го собира. Во рамките на годинешното издание на манифестацијата Фестивал на медот се одржа и предавања во салата на општина Тетово.